црната листа заврши Артан Груби, иако го гледавме дека има добри релации со американската амбасада, со американската амбасадорка, сепак поинаку изгледале работите во суштина. Па околу црните листи што е битно, значи информациите за корупција, за криминал, за деструкција и други активности, населни активности, зборуваме за подготовка или подготовка за тероризам и така натаму. Тие информации ги собират американските служби, правенствено Агенцијата нивна за разузнавање и соработуваат со локалните власти, условно кажано, се ослонуваат на голем број на институции, ги собираат информациите и ги проверуваат. Дипломатите не знам како вид на информации собираат, веројатно и они се дел од тој процес. Сигурно дека имат некако влијание, но клучната улога носи штабовите или централите на ЦИА или на другите служби што имат информации. И врз основа на сите тие информации кои детално ги проверуваат, после тоа стават некога на црна листа со забрана за влез во Соединетите американски држави, забрана да располагат со имотот, со сметки банкарски. Тоа е добро што работат со Соединетите американски држави. Лошо е што ние како држава, нашите институции со години назад, прво некои ќе стават на црна листа од страна на Соединетите американски држави, после тоа ќе се направи тука галама околу тоа, тој е на црна листа, но немат никаква последица тие што се досега, немат никакви последици тие што се црна листа. Оваа црна листа нема никаква улога, никој не верува дека Артан Груби практично ќе заврши со некаква истрага, со некакво обвинение. Значи, не е прифатливо ние да чекаме Соединетите американски држави да го спроведуваат ветингот за носители јавни функции, за обвинители, за судии, што го најавува веќе десетина години Али Ахмети, тој ветинг да го спроведува практично, да го спроведуваат Соединетите американски држави. Што е за мене клучно? Клучно е тоа што во овој случај Артан Груби е извршител. Значи тој ги спроведува насоките од водството на партијата, посебно од Али Ахмети и околу политичките, да речеме, одлуки, но посебно околу корупцијата, криминалот што се одвива. 20 години Дуи, Али Ахмети и тие околу него беа недопирливи и уште се недопирливи. Значи веќе неколку мина се на црната листа, меѓу нив градоначалникот од Струга, еве сега подпредседател на влада, завршува висока функција. Досега за него немаше никаква информација дека треба да одговара. Имало информација од медиумите, а немало од службите. Значи тоа е катастрофа за Македонија, за службите, за огромниот силен апарат кој што работи на откривање, на документирање на криминал, на обвинителството, да не мрдне никој со прст. Тоа значи дека целиот систем не е се уште парализиран, че тука се кадрите, да не зборуваме сега конкретно за, али партисите кадри се тука, и на СДСМ, и на ДУИ. Таа транзиција, тие се сега на власт. Да речеме на власт. Зборуваме за тие што беа во опозиција, што се сега во опозиција, додека беа на власт, се разбира дека имаше секојдневни афери кои што ги објавува невладин сектор, новинарите и голем дел од тие носители јавни функции натаму некаде околу 400 луѓе, посебно кадрите на ДУИ натаму се на функции. Само да неколку во управата за јавни приходи, во финанска полиција, финанско разузнавање. Можат да бидат. Зборуваме на раководни позиции. Не ги исклучија од партијата, од ДУИ ниту Мерко, ниту Груби. Не зборувам дека држат места во обвинителството, во суд и многу тешко е сега да овој систем да проработи. Ја верувам дека оваа шанса што е сега пред ВМРО ДПМН, бидејќи долги години, додека беше на власт ВМРО ДПМН, пред промените, нивните кадри, голем дел од нив понесува одговорност. Објективно, не знам, над 300, 400 или 500
се беа, да речеме, под истрага во крижен прогон. Само двајца отидоа во затвор од ВМРО ДПМН, Јанкуловска и Јанакиевски. Не, зборувам дека имаше истраги, имаше покрената постапка за одговорност, меѓутоа сега ги гледаме договорите со водството поранешно ВМРО ДПМН со ДУИ. Значи, јас кога бев против тоа за амнестија на така наречените хашки случаи, тогаш Груевски, уште ја чувам бараката, многу беше незадоволен затоа што не сум гласал за амнестија на хашките случаи. Четирите. Тогаш го ослободи Али Ахмети, водството на ОНА, и низ овие сега активности гледаме дека Али Ахмети сакал да му се реваншира на Никола Груевски и затоа подготува амнестија, па тоа не помина. На крај го донесува измени за кривичен законник, со кој што де факто врвот раководство на ВМРО ДПМН, тогашното раководство беше амнестирано. Се водат некои постапки, но зборите дека и во оваа целиот да речеме период корупцијата била ги вршила работите. Сега Соединетите американски држави го обвинуваат Артан Груби дека со висока корупција влијал на процесите врзани за ослободување на Мјалков, Сашо Мјалков. Значи тоа е поразително. Артан Груби, носител на висока позиција, заедно со кадет од СДС, значи тие практично го минираат целиот процес на одговорност во државата, а имаше толку, да речеме, дискусии, расправи, дека ќе се одговара, ќе се... Практично истите судии од ВМРО ДПМН останаа. Значи, судиите брзо се прилагодуваат на власта. Да. Тоа е проблемот, тие не се самостојни, затоа што тие се луѓе, голем дел од нив се без кредибилитет, дека се врзани. Еве има, ако се соберат повеќе информации, колку милиони евра се потрошени за да се донесат од страна на апелација одлуки што го враќаат предметот назад или не знам, го развлекуваат, застаруваат. Според еве неофицијалните информации се работи за милионски суми. И мислам дека тука е проблем што ВМРО ДПМН сега е 6 месеци, 7, не може да направи никакви промени. Затоа што постојат закони, има процедури, каде се реформите во судскиот систем. Тие истите суди сега судат. И јас кога сега има коментари дали се судите тие што ќе постапат согласно законите или не, веројатно ќе има влијание од партијата на власт. Тие брзо се прилагодуваат на состојбата. Важно е они да се извлечат, ако тоа значи да се вклучат во некакви истражни активности, обвинители, суди, а тоа значи амнестија за некој обвинител и судија, тогаш тие ќе постапат како ќе бара власта, условно кажано. Но тешко оди борбата против корупцијата, против криминалот и стварно сме зажалени како држава, ако очекуваме и натаму Америка да се справува со тешките облици на криминалот во Македонија. Не ги исклучуваат ниту Мерко, ниту Груби, а велат дека Америка е наш најголем сојузник. Одговорноста прво треба да понесе Али Ахмети. Тој треба да се повлече од функцијата, бидејќи тој ги штити сите негови кадри активисти кои што се вклучени во разни девијантни, да речеме, активности. Зошто не го исклучат од партијата? Али Па Ахмети. не може, бидејќи тој раководи со партијата. Нема таму потенцијал, кадар кој може да го промени За реформи. партијата, какви реформи. Значи, тоа е проблемот и досега тој ги штити сите негови кадри. Дали ќе продолжи натаму, тоа ќе зависи како ќе се постават службите, целиот систем, дали еден по еден ќе бидат предмет на истрага и дали ќе се обезбедат докази за кривична одговорност на кадрите кои што 20 години речеме се инволвирани во тешки облици на криминал. Тоа сите го знаеме и тоа се е прв пат да имаме реална сила во албанскиот политички блок што е на власт.
До сега немало сила која може да било какво влијание да направи сите други активности. Сега, значи, албанските партии што се на власт се конфронтираат со ДУИ и тука е шансата, да речеме, да се правдата да излезе на виделина. Но дали ќе успееме на тоа, ќе видиме. Верувате ли дека Ахмети ќе заврши на црна листа? Па не знам, немам никаква информации што се очекувам. Очекувам Али Ахмети и другите водството на ООН наскоро да заминат за Хаг, да понесат одговорност за тоа што го направи 2001 година во Македонија, кога освен што имаме некаде околу 70 жртви, значи Македонија ја вратија 20 години назад. Затоа треба да понесат пред се политичка одговорност. Меѓутоа, ние сме ретка држава која водството на една паравојна формација влезе, отвори политичка партија и 20 години се на власт. И без можност било каква активност да се преземе против тоа што го прават тие кадри, беа недопирливи, беа галилејчиња на меѓународниот фактор, беа заштитувани цело време. Значи се во функција за стабилност на државата. Очекувате дека во Хаг ќе заврши Али Ахмети како воен злоусторник? Зборувам дека тоа што јас го поканав како иницијатива до Уставниот суд, преспита решенијата, затоа што военото злоусторство не застарува. Не може да амнестира држава поединечна, било кој, ако бил вклучен во воени злоусторства, согласно Женевските конвенции. Тоа е. Мислам, ако сакаме да функционираме како држава, да градиме соживот, мора некој да понесе одговорност. Без разлика, ако има од едната или другата страна, тие треба да поминат низ тој процес во Хаг и да се види дали имат одговорност или не. А вака 4 хашки случаи да ги ние блокираме, да се блокира постапката, бидејќи почната да се блокира постапката и сега не знаеме кој е виновен за тоа што ни се случи 2001 година, кој треба да понесе одговорност за се она што се случуваше. Законот за рестриктивни мерки требаше да помине во парламентот. Имаше информации дека ВМРО ДПМН е против. Законот за рестриктивни мерки се однесува на токму на црната листа, дека треба да има веднаш истраги во околу луѓето кои се ставени на црна листа. Па не знам дали бил ВМРО ДПМН, така како што беше презентира законот, како концепт, тој не стигна никош до парламент. Да, не стигна до парламент, да. Како концепт, како што беше лошо поставен. Значи, ако некој се најде на црна листа, тоа треба да биде основа за поведување на кривична постапка. А не како што предлагаат тие, одма владата да донесе вакви мерки, такви мерки. Тоа беше политичка, да речеме, ујдурма подготвена, да се исперат пред јавноста дека еве нешто се подготвува. Законот треба да се направи стручно и ако некој влезе на црна листа, дали на Европска унија, дали на Соединетите американски држави, за него треба да се поведе постапка. Тоа значи јавниот обвинител да ги собере сите можни докази од тука, од нашите институции и да побара меѓународна правна помош од Соединетите американски држави, да ги добие, да има право да располага со доказите кои што ги имат службите во Соединетите американски држави. И тогаш да се поведе постапка, а политичката одговорност мора да барат партиите чии што се членови вклучени. Ако е активист на СДС, на ВМРО ДПМН, водството на партијата треба да бара политичка одговорност, да мислиш од партијата, да барат да се понесе одговорност, оставка. Ама тоа не се случува. Тоа не се случува, а тоа е нездраво за државата. Да. Се случува. Законот за јазици е сега во Уставен суд и ДУИ постојано се заканува дека ќе ја дестабилизира земјата токму околу ова. Затоа долго време јас, бидејќи раководам сега со еден комитет кој што правенствено има првенствена улога превенција од населен екстремизам, борба против тероризмот и во сите овие меѓусебни контакти што ги имаме со странскиот фактор внатре во нашите институции, цело време зборувам дека точно е дека има влијание верскиот радикализам, не знам, етничките проблеми, меѓунационални проблеми, плението од странство и така натаму.
Досега никој за тоа не зборуваше дека најопасен во Македонија е етнонационализам, кој што веќе 5 или 6 месеци речено го користи дуи како владеачка до тогаш владеачка партија, сега во опозиција, постојано. Значи, има еден процес, многу суптелен процес на радикализација на населението. Меѓу другото, ако вие секојдневно тврдите дека е загрозен албанскиот јазик, дека има етничко чистење од институциите, ни едно ни друго е точно, дека не знам, се запоставени албанците, дека се врши притисок. Значи, постојано тоа го зборуваат, они ствари зборуваат една стратегија на постепена радикализација. И замислите сега луѓе кои што не ги следат сите процеси продлабочено, вика добро, дај нешто да направиме. И што ќе почнат активности што почнаа со кинење, палене на знамена, со пукање по улиците. Тоа е практично радикализам кој што може да не вовлече во насилен екстремизам, извршуваат поединични акти кои што ќе загрозат безбедноста, стабилноста на државата. Тоа е клучен проблем. И сега се фатија за јазикот, а во меѓувреме, јас се сеќам многу добро, кога се носеше законот за јазици, тогаш имаше сугестија, пред да се донесе законот, да биде испратен до Венецијанска комисија. Бојар Османи и сите други тврдеа, нема проблем, ние да го донесеме сега да помине парламентот, веднаш потоа ќе го пратиме. Тие се зборови на Бојар Османи. Док Венецијанска комисија ќе го пратиме. Што ќе добиеме, какви сугестии, ние ќе ги прифатиме. И сега не се прифаќаат. Сега они бара и сега не се прифаќаат сугестиите. Независно, не сакам да навлегам во тоа околу уставноста и така натаму на тие решенија во законот за јазици. Јас прво сметам дека јазикот е средство за разбирање и апсолутно не треба се користи како инструмент за радикални активности во државата. И треба, бидејќи и уставните судии се бирани во тоа време, значи од Съда самиот ДУИ, тој уставен суд сите го напаѓавме, јас најмногу го напаѓав, дека е партиски испостава. И сега очекуваме сите ние дека судот ќе има сила, дигнитет да одлучи така како што смета и дали овие законски решенија се согласно со Уставот. Јас сум за тоа да се отвори поширока расправа, да се вклучат сите експерти по јазици, да кажат што е можно, да се направат компаративни споредби, да речеме, со решенијата содржани со европските резолуции за правата на јазичните права. Да се имплементира, Значи да се види какви се решенијата, компаративни искуства од другите држави и да се најде решение кое што ќе биде во функција на да не се ограничува користењето на било кој јазик во државата, но тоа да не биде против унитарниот карактер на државата. Замислете сега, јас на кое што сум не го долу порано, не само сега, доаѓа председател на Европска комисија во парламентот и председател на парламентот го води, ја води седницата на албански јазик, зборуваат на албански јазик, значи или дури кога одат во Европскиот парламент зборуваат од Македонија, зборуваат на друг јазик, не македонски јазик. Значи се губи постепено се губи јазикот кој што е службен, официјален. И албанскиот јазик е службен, се однесува на 20% на други етнички заедници. Не се почитува, значи решенијата во законот се надвор од ќе биде уставно. Ја мислам дека има решенија кои што се надвор од уставот, надвор од европските конвенции, надвор од резолуциите, не знам, на Обединетите нации. Не сум за ограничување или намалување на правото на куцен јазик, но треба да се разговара и треба владата што побрзо да излезе со јасна информација каде се користи албанскиот јазик. Има ли некаде каде што не се користи? Сега читаме во Скопје секаде сите табли, патокази, решенија од град Скопје, од општините, секаде е заставен јазикот. Во парламентот се зборува на албански јазик, во владата. Не сакам сега да ги набројам секаде, тоа е одговорност на владата. Треба да седнат, да направат каде се и да ги информираат граѓаните дека албанскиот јазик не е загрозен,
дека се користи на секаде, дека нема никакви проблеми од тоа, а не да дозволиме на опозиционна политичка партија ДУИ, која што беше 20 години на власт сега, значи да ги дезинформира, да ги манипулира граѓаните и да има интенција сето тоа да предизвика радикални состојби или меѓуетнички судири во Македонија. Тоа не треба и затоа сум, освен што некој кој кине македонското знаме, го пали, еламанското знаме, треба да одговара тој што стои, што дава идеја, политичка подршка, што тоа го организира. Тогаш кога така ќе ги поставиме работите, така ќе се постави одговорноста, тогаш ќе имаме правна држава и нема да имаме манипулација на етничко основа и нема да имаме судири, нема да имаме негодување. И благодарам за овој разговор. Благодарам да кажам на можноста. Се надам дека ќе биде во функција на смирување на состојбите во Македонија, а не дополнително да ги работите да заоструваме во Македонија. Корупцијата или злоупотребата на јавни средства не поштедува ниту една европска држава. Но за разлика од Македонија, во најголемиот број од овие држави, на органите на прогонот и на судството не им е потребна црна листа од странска амбасада за да е започнат борбата против корумпираните политичари и функционери. Тука тие се гонат, им се суди за корупција или проневера на јавни средства. Така во Франција му се судеше на поранешниот претседател Никола Саркози. Тој беше осуден на 1 година затвор, од кои 6 условно за аферата Пигмалион, поради надминување на законската граница за финансиски трошоци за време на неговата кампања во 2012. Поранешниот претседател беше осуден во септември 2021 на 1 година затвор, максимална казна што тогаш беше предвидена со закон. Овој случај се додава на други правни неволји за Никола Саркози, кој исто така беше осуден лани во мај за аферата со прислушувањето на 3 години затвор, од кои една треба да ја издржи. Одлука против која тој се жалеше на Врховен суд. Саркози нема да оди в затвор, ама ќе носи електронска нараквица. Тој исто така ќе се појави пред суд во 2025 поради совнеж за финансирање на неговата председателска кампања од 2007 година од страна на Либија. Предходно беше осуден и друг француски претседател, Жак Ширак, како и неговиот верен соработник Ален Жупе за фиктивно вработување во нивната тогашна партија РПР. Веќе заборавивме дека еден од известувачите на Европскиот парламент за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија, словенечкиот пратеник Зоран Талер и уште неколку негови колеги мораа да се повлечат тогаш од функцијата поради тоа што прифатија во замена на пари понудени од новинари за да ги тестираат да влијаат во носењето на резолуциите на Европскиот парламент. Парламентарното собрание на Советот на Европа беше оцрнето со аферата Кавијаргејт, во која Азербејџан подмити повеќе членови на парламентарното собрание за да неговите извештаи бидат помалку критични. Тоа доведе и до оставка на председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, шпанецот Педро Аграмонт. Аферата Катаргејт го потреси Европскиот парламент кога грчката европратеничка Ева Кајли, тогаш подпредседател на Европскиот парламент, беше оапсена во незиниот дом во Брисел со 150.000 евра скриени во мали апоени во рачен багаж и патни торби. Незиниот тат, кого таа го предупреди неколку моменти предходно, е пресретнат со речиси 500.000 евра додека се обидува да побегне. Вкупно 1,5 милион евра запленила тој ден белгиската федерална полиција при 16 претреси. Осумничени се во оваа афера уште неколку други европратеници или поранешни европратеници. По дојава од Европскиот парламент, неодамна во Франција им се судеше и на 20 на високи функционери од партијата на Расемблемон Национал, односно Национален собир или Националниот фронт, дека злоупотребиле пари од Европскиот парламент за вработување на парламентарни асистенти, кои наместо да работат во Европскиот парламент за европратениците, работеле директно за самата партија. Побараните казни од обвинителството за обвинетите, меѓу кои и лидерката на партијата Марин Ле Пен, се строги и тие бараат забрана
тие да не бидат избирани 5 години, казна што би стапила веднаш на сила, односно таа би била извршна, без разлика дали осудените ќе се жалат. Во случај Ле Пен да биде осудена, таа не ќе може да биде кандидат за председателските избори во 2027 година. Одговорот на тоа ќе го знаеме во март 2025.